Добар ден, почитувани гледачи, следите програмата на ТВМ телевизија и го следите најновото издание на Јокламата, празнично издание на Јокламата, овој пат во целост посветено на музиката, на македонската забавна музика во секој случај. Меѓутоа, пред да започнеме со разговорот, пред да ви ги представам моите денешни гости, ви ги честитам великденските празници во моје име и во име на ТВМ телевизија. А како што кажав, ќе зборуваме за македонската музика. Денеска мои гости се целокупната постава на бендот Самото они две жени. Тие викендов има настап во кафе бар Аквариус во нашиот град, ја промовира нивната најнова авторска песна "Не ме оставаш да спијам". И во првиот дел од емисијата поубавата половина од бендот Христина Стојанова и Марија Докузова. Добре ми дојдовте во ТВМ, добре дојдовте во Јокламова. За прв пат сте ми гости. Како сте? Одлично, да ти кажем право. Одлично се чувствуваме во вашиот преубав град, Охрид. Значи, чест ни е да гостуваме во вашата емисија. И така, како што не најави, малце Тони за секунда го дискриминираме овде. Така, ќе си не има и најави тој. како. Ќе си добие и тој Ќе си време. добие и тој време Така. за разговор, така да. Марија, ова е ваше трето авторско, ајде чедо да го наречам, го промовиравте во Аквариус овој викенд. Реакциите, фидбекот, колку сте задоволни, потоа ќе кажеме кој работевте на него. Па, всушност, дури и презадоволна сум од тоа како беше примена песната од публиката која што беше присутна на самата промоција и на свирката. Значи, не само аплаузот, туку фактот што на крајот на свирката знаеа веќе да го пеат рефренот, говореше дека многу добро ја прифатија песната. И некако сум дури презадоволна и тоа мислам дека на сите ни дава мотивација за да снимаме нешто ново и така да импресиите ми се од Охрид, од промоцијата ми се феноменални. Така, за каков тип на музика станува збор? Станува збор за македонска поп музика. Значи, пробуваме да бидеме уникатни, пробуваме да дадеме се од себе, да биде музиката нели музички добро оформена, подкрепена. Така издржана музички. Така. Да има значи да има текст, да не биде тралалајка, да не биде нели да биде издржана како целосно музичко дело. Се обидуваме колку што можеме и умееме. И мислам дека овој пат направивме добра работа и ќе видиме публиката како ќе го сето тоа, нели? Тина, Марија каже дека сега вика она ги чувствувате оние моменти кога сте задоволни од тоа што сте го работили, меѓутоа 5 години веќе постоите и верувам дека зад вас е еден трнлив пат да се успее на македонската музичка сцена и воопшто на било која музичка сцена, а посебно сега во Македонија со оглед на тоа каква е ситуацијата во овие води, во музичкиве води, за тоа и колку квалитетна музика имаме, не е лесно. Како се случи тоа? Како се најдовте пред 5 години? Вака, само да ти одговорам на кратко, на жалост, во нашата Македонија не е воопшто лесно да се успее на оваа естрада, но се трудиме и се подкрепуваме едни со други, така да самото создавање, творење, сега ние моментално работиме нели постојано на авторска музика, на издавање на нашиот прв албум. Значи самото тоа ни дава поттик во животот, тоа ни дава мотивација, тоа ни дава целата енергија можна за ние да бидеме само подобри и да се издвојуваме од другите бендови, нели, од другите изведувачи на нашава естрада. Сега, другото прашање кое ти беше, заборави веќе кога кажав дека потешко. Како се случи да се сретне? Да, ние се запознавме на Музичката академија во Штип. Тројцата студиравме, Антонио студираше джез контрабас, Марија одсек соло пеење, а јас студирав на одсек флейта. Значи, тројцата не поврза она музичка вода, нели? Музичката академија, така да почнавме многу, како да ти кажем, незаинтересирано на почетокот, онака, јас и Маца се знаеме од цел живот, си пеевме цело време, се дружевме. Тони упадна помеѓу нас, вика, чекај малце, јас да видам што правите вие цело време овде, нели, на Охридски, што правите, мора.
И така испадна. На почетокот почнавме нешто така, не беше толку сериозно на почетокот, али кога видовме дека имаме пред се иста енергија. Тројцата можем слободно да се наречем исто и можем да го кажем и за себе и за Маца и за Тони дека тие ми се фамилија, не ми се само бенд. Значи, помеѓу нас постои таква енергија позитивна, така се надополнуваме едни со други, што тоа е стварно навистина едно чудо. И така почнавме посериозно, почнавме со настапи, со свирки низ цела Македонија, како што ви напоменав пред малце, работиме на авторска музика, снимаме постојано, се трудиме максимално и тоа е тоа. Така, Тоа не колку е важно за еден ваков бенд да функционира, да имате исти вкус во музиката? Па многу е важно, многу е важно. И тоа е најважно. Сите целиме и одиме кон нешто, значи замислено. Тоа е најбитно да имаме исти патишта, да имаме исти цели, исти амбиции, исти визии и тоа не само надополнува и не прави да бидеме подобри во на што го работиме. Марија, првиот настап, како само они две жени, се сеќавате? За жал. Каде беше? За жал се сеќаваме. Добро. Јас и Тинче бевме неискусни, никогаш немавме чепнато микрофон со рака. И тоа се случи во Штип, во родниот град на мене и Тинче, во еден кафич, каде што, значи, веќе се спремавме, не знам, месец-два, за да го оформиме бендот и договоривме свирката. И кога отидовме на свирка, значи, се однесувавме како деца кои што прв пат зеле микрофон во рака, што е и нормално. Трема? Трема, премногу трема. Јас и Тинче бевме со микрофоните во рака свртени една кон друга. Се гледавме вака, за да си дадеме поздршка, бидејќи и двете бевме исплашени. И сега кога ќе си направам еден таймлайн од првата свирка до денес, гледам колку еден голем напредок и колку една голема разлика е направена од првата свирка, нели, до денес. Ајде се потсетивме на првиот чекор, меѓутоа дали се сеќавате на оној момент и дали сте разговарале воопшто за тоа кога сте сфатиле дека впрочем нас ке не биде. Имало ли таков момент? Да, имаше таков момент. Мислам дека уште кога се спремавме за да почнеме со свирки, свативме дека веќе дека се совпаѓаме, дека можеме тоа да го правиме. Иако секогаш сме имале моменти кога, нели, мислам дека и нормално тоа да имаш моменти кога ќе се разочараш, кога нешто нема да оди како што треба, кога работите ќе тргнуваат во лева насока. Но секогаш сме наоѓале сила и мотивација со тоа што кога сум јас демотивирана, Тинче ќе ме мотивира мене. Кога таа е демотивирана, јас не иза и обратно истото и со Тони. Така, тие меѓучовечки односи и онај баланс кој треба да го најдете. Сме си давале подршка едни на други за да издржиме во тој тежок пат, за да искачиме таа планина. И кога сме доаѓале до навистина добра реакција од публиката, кога навистина гледаме дека има реакција, дека луѓето кажуваат дека ова е добро, сваќаме, навистина ова може да биде добро, ова е добро. Значи, можеби ние не сме биле свесни, ама другите луѓе го тоа приметиле и сме дошле до заклучок дека ние не можеме да видиме целосната слика, бидејќи ние сме дел од неа, но ќе слушаме, ќе бидеме свесни за тоа што го правиме и ќе се обидуваме да бидеме се подобри и подобри и мислам дека тоа не мотивира за да одиме натаму и понатаму и да бидеме се подобри. Така. Тина, како што зборувавме пред малку, навистина е трнив патот за да се стигне и да се успее во музичките води на музичката естрада. Голем број од наши македонски автори кои што се ето во подем, да кажам, млади музички имиња кои што сакаат да успеат, кои што навистина ги бидува, сите имаат една, како да кажам, една заедничка карактеристика, сите ги следи цело време по тој пат кон успехот и кон славата, да кажеме, тоа е веќе релативна работа, а тоа е многу патување, многу на ваш јазик кажано, голем број на тезги,
Комуникација покрај онаа комуникација која што си ја имате со публиката, комуникација со луѓе, вие претпоставувам сте и самите на себе менаџери. Да, да. Како се справувате со тоа? Многу непроспани ноќи, часови поминати на пат, можеби не е голема нашата држава, меѓутоа точно така, крстенија се преморуваме. Значи, толку често патуваме, сега сме Штип, утре сме Охрид, наредната свирка ни е во сега во Каменица, значи од исток на запад цело време сме во патишта. Тоа не е црпи, тоа не изморува максимално. Значи толку повеќе свирката не ни исцрпува колку што ни исцрпува оној пат. Оние чести патувања, но сепак го правиме тоа со една причина и со една цел. И целата енергија која што ја добиваме ние од луѓето кои што не слушаат нас, кои што доаѓаат на настап, нас тоа не издржува едноставно. Тоа не крепи. Точно, премногу непроспани ноќи, самиот проект кој што го издадовме Музика на пат докажува колку километри ние, колку ја прошетавме целава наша, нели убава Македонија. Нема место, нема град кај што не стапнавме, не ги посетивме оние убави места, знаменитости, традиционални јадења, значи во секој град испеана по една наша македонска песна, каде што ние имаме преубава македонска музика, како што имаме преубави градови. Значи, тој проект ни бараше многу напор, многу патување точно, но сето тоа мислам дека се исплати затоа што го дадовме нашиот максимум, ги посетивме сите можни места, ние се исполнивме, нели, првенствено, потоа го дадовме оно што ние најдобро го правиме тројцата, тоа е музиката, го дадовме тоа од нас, испеавме, нели, по една македонска песна во секој град. И тоа не прави да бидеме горди на самите себе. И ни го дава целиот елан. И ви дава дополнителна енергија, претпоставувам. Исто ме интересира, кога зборуваме веќе за тоа како треба да се работи и колку напор впрочем бара. И овие три авторски numeri, Марија, кои што ги имате веќе, кои ви се готови, ќе направите некако видеозапис, ќе ги подигнете на YouTube и некој би рекол, ај така е наедноставно, кој ќе види. Меѓутоа, вие се одлучивте за еден малку поинаков пристап, да имате промоција, да одите по градовите. Колку се покажува како успешно, да кажам, ајде од прва рака, овие се супер, можда, ајде да проверам на YouTube дали имаат уште нешто, колку тој рецепт успева. Па сметам дека кога им ја пласираш на публиката во живо, кога можат да ја почувствуваат енергијата, кога можат во живо да не видат и покрај тоа што ќе го изгледаат спотот и ќе присуствуваат на наша свирка и ќе почувствуваат нашата енергија и ќе си отидат дома и ќе се чувствуваат среќно и задоволно таа вечер. Мислам дека многу подобро ќе ја восприемат самата песна. Со нашата прва авторска песна, која што се вика Глава ме стега, дадовме доста голем напор, направивме видеозапис кој што значи се снимаше цели 3 дена на 3 различни локации. Дадовме се од себе максимум, бидејќи беше наша прва авторска песна и сакавме да ја паметиме максимално. Исто правевме промоции во 3 градови во Македонија, каде што чувствувам дека кога ја презентираш песната во тој момент на таа маса на луѓе, сите можат да се соживеат. Дали ти ќе оставиш на шанса, дали тој човек ќе отиде дома и ќе му текне да ја пушти песната. Значи ние живееме во еден многу брз свет, кога не можеме да очекуваме од луѓето да мислат на нас. Значи, ние треба да им се презентираме на луѓето, ние треба да им влеземе во главите, во куќите, во становите, во лаптопите, во телефоните. Тоа е наша задача. Значи, колку поголема промоција правиш на песната, толку подобро ја пласираш во ушите на слушателот. Така. И тоа е, можеби, онај вистинскиот рецепт. Тина, вистина ли е, често се, ето повторно ќе кажам, голем број млади музичари кои што ми биле гости во емисиите, велат дека многу тешко може да се, млад уметник може да се пробие на тој така наречен скопски пазар. Бидејќи најголем дел од случувањата се токму во Скопје и со оглед на тоа што е најголем град. Да. Вистина ли дека се до таа мера затворени тие кругови?
Па не се затворени, не би рекла дека се затворени, затоа што еве ние имаме стапнато во секој град во Македонија, имаме свирки, настапи, фестивали, концерти одржано во повеќето градови од Македонија. Во насока на соработка со текстописци, аранжери. Може би е малце потешко, нели, за некоја мала нијанса е потешко да стапиш во контакт со некои луѓе, така ли? Или еве стрикно за на Скопскиот пазар. Не знам зошто е тоа така, искрено. Немам некој точен, прецизен, јасен одговор на ова прашање, но би рекла дека вратите не може да ти бидат затворени секаде. Значи, ако не можеш денес да свириш во Скопје, не мора да значи дека јутре не можеш да свириш во Скопје. Сакам да кажем дека доколку работиме, доколку настапуваме, не само по оние, како што ги нарече сега ти тезги, нели, ние така се ги викаме меѓу себе, но оние свирки, нели, и тезги, значи ако се пласираме, ако гледаме малце од повисоко ниво, на пример, да настапуваме на фестивали, така ли? Значи ние бевме последен фестивал ние што настапувавме во Штип на Макфест. Значи ние не стопираме овде, не стагнираме овде, значи ние продолжуваме да свириме и на други фестивали, да, ќе има пријавување и така. Едно по друго, значи кога луѓето ќе те видат дека настапуваш еве по такви фестивали, на такви места, може би утре ќе се случи да имаме концерт во Скопје, еве ако стрикно зборуваме за Скопје, тогаш луѓето нели доаѓа на толпа на не се гради кариера преку ноќ. Не, никако, во никој случај. Некој инстант успех, тоа се случува еднаш на милион. Така, значи. Меѓутоа и тие така кои што стануваат и гасат многу брзо. Се што се сакам да речам. Значи, работиме, не кариерата воопшто не ја гледаме, нели, нема зошто да работиме денес ако мислиме дека целото нешто утре ќе заврши. Се трудиме и затоа гледаме, како да кажеме, еве, на секоја нова авторска песна издадена за нас е само поттик, мотивација да направиме нешто подобро од тоа. Значи, секој чекор ние планираме да го правиме нагоре, во никој случај надоле или да стагнираме со некое нешто. Дури со нашите дела ние секој пат Маца ќе даде некоја идеја, тој ни ќе освири нешто, ние леле јако, тоа е тоа. Еве ова го кажеш типски. Нели, ние секој пат се поддржуваме од една мала ситница, од мала идеја кај нас произлегува едно мало чудо. Ние така си го нарекуваме тоа. Така да, оние фестивали, оние концерти, значи може да ги пробијат границите. Ние живееме во Македонија. Така, тоа е главен град ни е Скопје, точно, но ни една врата не може да биде затворена ако ние не кажеме, овде се откажуваме ние во Скопје, не бидува, луѓето не сакаат. Тоа откажување за мене, значи тоа не постои кај нас. Така. Марија, колку се живее квалитетно? Малку за парите да правиме. Колку се живее квалитетно? Колку можете да живеете од ова што го работите? Па може да се живее, ако сме искрени, може да се живее, но недостатоците се тоа што, нели, сите знаеме, немаш пензиско осигурување, не си вработен, немаш здравствено осигурување, мислам тоа не е тајна. Сите знаеме дека музичарите се најнезаштитени, иако нели работиме, ние сме невработени. Така. Барем легално. И сметам дека навистина можеш да имаш живеачка од ова, но сепак претпоставувам дека најдобро би било да имаш уште некој извор од кој што нели ќе земаш примања, бидејќи ниту еден успешен човек не смее да зависи само од еден извор на приход. Дипломирана музичката академија, ти каде? Јас запишав друг факултет. Ти запиша ти паралелно? Да, сега сум и на следиш советот на Мата? Да, значи нема откажување во ниеден момент, пред малце кажав. Значи сето она што мислиш дека ти исполнува во животот, треба да го правиш, да. Значи запишав и друг факултет, но не ми представува никаква тешкотија. Прашањето ми беше во насока на тоа дека станува збор за трио кој што па сега малку ќе бидам безобразен, меѓутоа е музички писмено. Кога ќе ја слушнете македонската забавна музика, она што сега се прави. И кога ќе со оглед на тоа што имате контакти со голем број, широка публика имате. Колку ние и вие и како музичари нудите на публиката квалитетна музика, а колку од друга страна пак знае публиката да препознае што е квалитетно?
Прашањето прво за кого е, за мене или за Маца? Да Било не... која од вас. Сака? Публиката делумно знае, делумно не знае. Живееме во време во кое сјајните работи ни изгледаат прекрасно, живееме во време во кое скроламе на Инстаграм и тоа што ни се пласира, мислиме дека е врвот и достигнувањето кое што треба и ние самите да го достигнеме, за жал. Или два акорди кои што се заразни, мислиме дека е кој знае каква песна. И за кој што, да, нели, едноставно можеби не ги размислуваме толку многу работите како што би требало или како што јас ги размислувам. Сме доаѓале во моменти кога си размислуваме како тоа што ние би сакале лично, како индивидуи да го правиме, не би можело да биде прифатено толку добро на сцената, која што за жал, јас сметам дека е празна и дека е плитка. Да правите компромиси се со цел од една страна да бидете комерцијална, од друга страна да е музички издржана. Да, за жал морам тоа да го кажам. Сметам дека мора да се прават компромиси, иако ние гледаме да се држиме до она што е наше. Значи, гледаме да се држиме до она што е наше, до она што е наше, но самата страда не нуди, најпрво не нуди доволно музика. Нема доволно песни на македонската музичка сцена. Тоа е бум музички кој што го имавме во 90-тите години, јас многу убаво се сеќавам, ако сум повозрасен од вас, и квалитетната забавна музика која што ја имавме. Тогаш немаше ни видеозаписи или по некој видеозапис, меѓутоа имавме фестивали, имавме песни кои што до ден денес се пеат. Претпоставувам македонски, вие знаете. Македонски евергрини. Да. Кои што нудат по 30 песни, кои што реално 60 песни од два фестивали и уште 20 ако се направат во текот на целата година, општо од целокупната македонска естрада. Па јас мислам дека цела година никој не може да слуша само 80 песни. Така. Никој не може, а и не може да ти се допаѓаат сите 80 песни. Така што самиот избор е премал, сето тоа што се пласира, за жал, ние сме многу под влијание на нашите соседи. Многу се пласира музика која што и не само музика, и емисии и работи кои што нели не се македонски. И самиот слушател е одвикнат да слуша македонска музика бидејќи нема. Тој е одвикнат и тој слуша српска музика, слуша англиска музика, слуша се, само не македонска музика, бидејќи македонска музика... Слушавме и во 80-тите и во 90-тите, слушавме многу англиска музика, слушавме, јас сум пораснат со... Никој не може да слуша само македонска музика. Сакам да слушам и класична, сакам да слушам и англиска, и турска, и српска. Небитно. Значи, од се ќе слушам, се што ќе ми се допадне. Ама, живееме во Македонија и најпрво кога ќе пуштам радио и телевизија, треба 80 или 70% од музиката да биде на македонски јазик. Јас сум многу пристрасен кога станува збор за музикава и никогаш и сум влегувал и во конфликти и во дискусии заради онај муабет. За вкусовите не се расправа, се расправа. Има добра и има лоша музика. Мислам, Точно. Стојам на тој став. Да. И треба да стоите. Стојам на тој став. Има музика и има инстант музика која што... Да. Значи, тоа крстенија постојано само за тоа. Затоа ја пропагираме македонската музика. Сакаме да ја докажеме на луѓето, на нашата публика, значи дека постои премногу квалитетна македонска музика. Еве сам спомна, нели, дека оние песни кои што уште живеат, оние евергрини од порано кои што останале, значи никогаш нема да издосадат на луѓето. Нито ден денес имаме таков репертоар на песни направено што ретко да дојде човек на наша свирка и да каже, па јас не знаев таа песна, ја не знаев таа.
ние точно копаме, ние истражуваме, ние бараме, точно значи да се отсвери секоја квалитетна песна што постои на нашата естрада, значи што била хит и што никогаш нема да престане да биде хит. Она што го правиме ние е ново на пропагирање на македонска музика и сакаме, значи, најцврсто се држиме до тоа. Во разговорот кој што го имавме пред да започне емисијава, а и сега нешто Марија начна, она кое што ви е цел пред и се да го направите своето првоче, да го имате првиот албум, баш албум. Имате уште работа некаде на третина од патот сте? Да. Имаме работа. Имаме работа, но најголема желба и веќе не е желба, туку веќе е план кој што е веќе во реализација. Веќе сме во изработка, трите први песни се... За една имате видеозапис? За една имаме видеозапис, да. За првата само имаме видеозапис. Последната ја издадовме со лирикс видео. Така. Имаме, значи, веќе песните се спремни и чекаат во фиока. Значи, за тоа не мораме да се секираме дали имаме песни за снимање. Имаме и повеќе песни од колку што се потребни. Само сега е потребно, нели, да помине тај период на снимање, на период кој што мора да помине, да се чека, да се изработи квалитетно, бидејќи брзањето е една многу голема грешка. Така. Кое што можеме да направиме и сакаме да бидеме внимателни, сакаме да бидеме темелни, да ги издаваме работите како што треба да бидат, да не ги брзаме. Веќе е закажано снимањето за нашата нова авторска песна и сето тоа ќе се одвива полека, но сигурно. Значи полека, но сигурно. Здравје, кога еден ден ќе биде готов албумот, планирате истиот рецепт да го користите промоција да ја шетате Македонија, предпоставувам? Да. Тоа постојано го правиме, значи на секоја нова песна ние ја промовираме нашата авторска песна. Може да се случи во тој период да сме на повеќе места, не мора да значи сега Антонио Ристевски или само Антонио од Охрид, па мора промоцијата да биде во Охрид или Маца и Тина, двете жени се од Штип, па мора. Вие најдобро го знаете и го чувствувате, пазарот сте биле буквално во секаде. Да, значи промоцијата може да се случи во секој од градовите во Македонија, нели? Зависи како сме ние слободни за викендот, нели, каде настапуваме и сето тоа. Важно. И каде сте добиле можеби најдобар фидбек од оние настапи кои што сте ги имале, тоа би било најлогичен след без разлика кој од каде, дали ќе е во Штип или во Охрид, можеби во Битола сте имале најдобар фидбек од публиката, па. Да, изненадени сме од тоа крсте затоа што на повеќето места во Македонија каде што имаме каде што имаме настапувано, луѓето како да кажам, значи многу брзо те прифаќаат. И ние сме изненадени, можеби на почетокот бевме малку скептични со она, нели, пропагираме македонска музика. Можеби на слушателот на луѓето, нели, кој ќе не слуша сега? Не е српско, не е турбофолк, не идам таму. Луѓето некогаш нели имаат стереотипи, имаат предрасуди пред нештото да го видат. Имате својата публика. Но ние си го тераме нашиот филм, ние си го возиме нашето, што ви рекле. И многу, јас искрено и Тони и Маца сме изненадени од она како сме прифатени од македонската публика, затоа што понекогаш и ние самите не сме свесни и не го вреднуваме она што го имаме. И кога ќе дојдат луѓето на наш настап и кога ќе слушнат едноставно колку да се потсетат на некои песни, нешто стварно држат вода, така нашки кажано. И самата енергија која што ја пренесуваме ние на нив и тие на нашата ни ја пренесуваат, значи тоа не се опишува, како да ти кажем, не можам на друг начин да ти го доловам. Не се опишува и затоа треба да се држиме цврсто до она што го правиме. Не е исто, Марија, најдобро ќе каже таа соло пеење. Заврши, не е исто денеска ти го нашминкаат гласот или да излезеш на сцена како пред едно, не знам, 40 години со цел радиски оркестар позади тебе и да се слушаш. Малку поразлично. Многу поразлично. Многу поразлично, но еве ние пак се трудиме во нашите авторски песни, се трудиме да не бидеме шминкани воопшто. Сакаме, иако сме нашминкани, да. Не го кажа ова конкретно за вас, туку за... Да, не, си кажа, убаво се разбравме. Туку за голем број пејачи. Така. Да, сега нели доаѓаме во... Кога ќе го смениш мислењето, слушаш на телевизија супер и кога ќе го видиш настапот, ќе го слушнеш настапот во живо.
И Оценката тука не е завршува исто. се. Така е. Често пати. Барем често барем за мене, јас се зборувам во моје име. Да. Да. За самиот крај од првиот дел од Како толку емисијава. брзо заврши? Па заврши, толку е. Леле. Ова би беше некако и најава и за сезоната кога имате настапи најмногу и најмногу работа, претпоставувам. Имате ли некаква програма или планови каде што, како што ќе правите, како ќе правите, или тоа стихино и све зависи од понудите како ќе ве бараат? За плановите може Тони да каже, само Тони. Само тоа е толку добро. Да, само Ќе го Тони. експлоатираме. Јас еве би те поканила во наредна прилика, значи за брзо време, ќе гостуваме сигурно пак во Охрид, во вашиот преубав град. Би те поканила да дојдеш на наш настап. Ајде, можеш и тогаш да не оцениш или бар да ни кажеш како звучиме ние на аудио, нели видео, на аудиозапис и аудиовизуелно да не погледнеш и да не слушнеш во живо, па да видам тогаш која да е ни дадеш. разликата, која е Јас разликата. се надевам дека оценката е била висока, но во секој случај би те поканиле сите тројца Со задоволство ќе дојдеш дојдам. на нашиот настап, да. Навистина задоволство ми беше што ми бевте гости во Јокламата. Успех на приватен, успех на професионален план и полека побрзајте со албумот. Полека. Благодарам. Полека побрзајте. Да. Ви благодарам, почитувани гледачи, вас ќе ве одмориме со еден краток блок од реклами, а потоа продолжуваме со разговорот со моите гости, само Тони ќе ми биде гост. Пардон. Ден стана на десна нога, не на лева джабе, сепак цела година по себе се сјепна од обичен живот сега. Два проблеми, тоа ти е што да правам, имам две жени, една вика, друга плаче, мене ми се врти свест, колку кобна недела е нивни. Да ги чекам пред бутик, мене ми здодеја порто две-три жъти, сам да си попијам. Сакам штикли да си купам, Но кој да плати? ам чекај го нашиов кај да ќе се врати. Абе нема врска, направен е трск. Чим го нема пред врата, Не и треска салата. Ќе го најдам, ќе го викнам. прсти в очи ќе му викнам. Оди па жени. Пуши би, море манер да го бие. Не се нервирај, мори А мане. вртино шета до собаре. Знам, има скапа да ни плати. А брез запек да го фати. Глава не стега, не стега. Стега? Не стега, стега, глава не стега, стега. Од мене глава ги стега, нека стега, стега. Глава не стега, стега. Од него глава не стега, не стега. Стега? Не стега, стега, глава не стега, стега. Од мене глава ги стега, нека стега, стега. Глава не стега, стега. Помина петок, дојде и сабота, уште се лути викат. Бркај работа. Ш мисли ние ни да доради прчат нос, ја содам не испрани Сам и бос. Сакат штикли да им купам, но како да ги платам? Ја оставив цела плата на жата и салата, џабе пијани да сум. Од нас немаш Леле ке мора да се бега. живот со нас не се тера. Не глава ме стега, ме стега. Стега? Ме стега, стега, глава ме стега, стега. Од нас глава го стега, го Ме стега. стега. Нека стега, стега. Глава ме стега, стега. Не глава ме стега, ме стега. Стега? Ме стега, стега.
Beach and Lounge Bar Giovanni, совршено место за организација на свадби, родендени, крштевки и останати семејни свечености. Ресторан со стилски ентериер и тераса на самиот езерски брег, со капацитет до 300 гости. Отвореноста на ресторанот и терасата кон езерото создава совршен амбиент за незаборавна матурска прослава. Интернационална кујна со мени за сечи вкус, секогаш свежо подготвено и совршено сервирано. Атрактивен и уникатен за семеен или деловен ручек, романтична вечера или пијалок и дружење со пријателите. Дозволете ни да ве импресионираме. Beach and Lounge Bar Giovanni. Претворете го вашиот дом или градина во пријатно место за одмор и релаксација. Проширете го вашиот угостителски објект со природен амбиент и модерен дизајн. Внесете функционалност и естетика во просторот со производите на Бели 2000. Фонтани, вистинско освежување за градини и паркови, шанкови и летни тераси за угостителски објекти. Пријатна сенка и заштитен простор на отворено, со елегантните и безвременски перголи на стрешници и веранди. Импресивни идеи, долгогодишно искуство. Висок квалитет на материјалите и изработката се наша гаранција. Бели 2000 Тетово. Кои што сакат нека ви зборвит, ама вистината е само една. Тајната за Охридскиот бисер ја донесов лично јас, Јован Субановиќ, руски белогардеец. Тајнава со алал ти ја давам, на правнуци да останит, ајро да ја го видиш. Ако се посветиш на занатот, еден ден сигурно ќе се просветлиш. За прекрасната иднина на нашето семејство и за првиот Охридски бисер, верни на традицијата, фамилија Филеви. Повелете во плажа и ресторан Потпеш. На веќе добро познатите рибни специјалитети, а од сега и оригинална италијанска пица. Со секоја резервација, организиран превоз со катамаран. Потпеш. Рај на Охридската ривиера. Флет Айрон Бајадора, новиот урбан символ на Скопје, врвен квалитет на домување по македонски цени. Знате ли да сардине садрже дупло више протеина него свежи сир? Имају и 2 puta више витамина Д него јаја, те 3 puta више калција него мљеко. Само риба, сол и уље. Ма дицеш, јаче. Ева сардина. Хотел Престиж Струга. Луксузен интериер во модерен стил. Ресторански сали со капацитет до 600 до 450 гости. Со атрактивен изглед за организирање фамилиарни свечености, прослави и забави. Цена на менија за свадби од 12 евра со вклучен неограничен пијалок. Комплетно декорирање на сала, сопствен паркинг. Луксус што можете да си го дозволите. Хотел Престиж Струга. Го препознавате ли овој град? Ова може да биде идна разгледница од Охрид. Добро да размислиме пред да се промени визурата на Охрид за секогаш. Хотел Гарден, пицерија Леонардо и туристичка агенција Елида Турс во поддршка на Охридскиот ракомет.
Пренос во живо од надпреварите на ракометниот клуб Охрид 2013 на телевизија ТВМ во соработка со 2 студио. За нови победи, за младите, за спортот, за тоа што го сакаме Охрид. Гледајте ракомет во живо на ТВМ. Ете, почитувани гледачи, после краткиот блок реклами, ние продолжуваме понатака со емисијата. Антонио Ристевски, мој гостин во вториот дел од емисијава. Можам да кажам оснивачот на самото оние две жени или ќе ти се налутат колешките? Па оснивачот, може оснивачот на само Тони, а да, двете жени... ама само на само Тони, двете жени не. Тони, она што е интересно, бидејќи за поголемиот број од работи кои што ги во изминатиот период кои што ги имате реализирано со Тина и со Марија продискутиравме, меѓутоа она што е интересно за тебе, а што ето јас би сакал да ни го откриеше, ајде како да кажам, мултимузикален си или премногу вежбање. Или премногу вежбаш. Колку музички инструменти ги имаш во малиот джеп? Колку музички? Пред се морам да напоменам, како за почеток, твојот матичен инструмент виолина, што ми кажа претходно дека го имаш свирено како дете, и јас исто го имам, ама верувај не би сакал никој да ме слушне како свирам виолина. А и јас сигурно. Да, иако други инструменти, професионалноста моја е, значи, дипломирав на бас гитара и контрабас, чрез академија. Тоа ми е професионалниот инструмент, но постепено со годините, знаеш, ќе чепнеш малку хармоника, некои дувачки инструменти, па ајде купив труба, па зедов тапани да свирам, па гитара, устна хармоника. И се тоа самиот го правеше? Најчесто да. Или бараше помош од некој? Помош моментално, искрено, можеш да најдеш многу лесно, барем за поновите генерации, знаеш како имаш YouTube. YouTube ти е најдобрата академија, предпоставувам, доколку знаеш што точно сакаш да побараш, само што нема да добиеш диплома. Да, и некои туторијали има за се. Има за се има. Стварно, барем е многу полесно за новите генерации на музичари, кои што и да сакаат да најдат, може да го најдат. А и не мора толку литературно да зборуваме, сепак на Охридска телевизија сме. Така. Си имал некојаш бенд друг? Да, сум имал крстено. Сум имал и средношколски бендови, сепак како охриѓанец од тука. Свирев со многу охриѓанчиња, како деца, како гимназијалци. Со некој пократко, со некој подолго. Потоа заминав на академија. Тоаш веќе почнав на попрофесионално ниво да се бавам со музика, со попрофесионални музичари. Многу бендови. Значи, многу проекти се работени. Секогаш на првиот јавен настап? Да не е во музичко и да не е јавен час. Првиот јавен настап пак ќе се вратиме на Охридско тло, распеано Рибарче. 97, 98 или 99, искрено не памтам веќе. Тоа ми беше првиот официјален настап, не како само Тони, како Антонио Ристевски. Антонио Ристевски, колку години имаше? 7 години мислам да ги имав. 7-8 години. Се сеќаваш на песната? Да, само не би сакал да ја запеам. А ја пееше уште? Ти се случило? Да, ми се случи пред 2 години да стапам во контакт со авторот на песната, Милчо, собственик на Охридски портал, кој ми ја прати... Милчо Јовановски. Милчо Јовановски, токму така, тој е текстописецот, мислам, а музиката беше од Буловски, од фамилија Буловски, од Илија Буловски. Имав случај со него на некој интервју за неговиот портал, за возврат, кога ми го прати готово интервјуто, ми прати линк од песната и онака беше шок. Стварно враќање на тоа детството. Јасно, да, јасно. Така. Кој ти е с оглед на тоа што ето си дипломирал 2 инструменти на академија, свириш уште неколку? Официјално контрабас, да. Да, кој ти е омилен инструмент? Чија музика, од кој инструмент музика најмногу сакаш да слушаш? Инструмент, без разлика, веќе 3 години не го работам мојот матичен инструмент, бас и контрабас, но сепак ќе кажам, музика без таа бас подлога не е музика. Би кажал, значи тоа е специфично за инструментот, но секој инструмент си има своја убавина, своја тешкотија, своја душа, своја љубов дава секој инструмент.
Не би можел да издвојам некој. Моментално да ги сакам тие што ги работам. Тапани, устна хармоника, гитара, некои импровизирани инструментчиња и тоа е тоа. Така, во првиот дел од разговорот со Тина малку начнавме, меѓутоа тоа беше само еден краток вовед за она за што би сакал ти малку повеќе да ни кажеш, а тоа е вашиот прв настап, може би на најквалитетниот музички фестивал кој што го имаме на забавна музика, во секој случај во нашава држава, музички фестивал кој што порано кога бевме дел од една малку поголема држава, навистина беше име и значеше учество на овој фестивал и како што зборувавме со девојките, останаа хитови кои што до ден денес се слушаат. Како дојде Белег, да, како дојде до тоа да учествувате? Тоа беше идеја која што си ја имавте подолго време? Уште од самите наши почетоци крсте пред 5 години. Пред се Маца и Тина морам да напоменам дека се Штипјанки, таму и јас бев 8 години, 7-8 години. Секоја година велевме дали е време да настапиме на Макфест. Јас бев тој скептик кој беше за фестивали. Едноставно, повеќе верувам во тоа помодерно промовирање на YouTube, на Facebook, на тие социјални мрежи. Верував и се уште верувам. И после 4 години конечно ме убедија дека е време стварно да бидиме дел од Макфест. И не жалам, стварно. Тоа е прекрасно искуство и му го пожелувам на секој иден музичар, секој иден пејач на македонската естрада, дека да, добро е да се учествува и на тој начин можеби ќе се врати оној сјај на Макфест кој верува е стварно изгубен. Значи, изгубен е. Од она што беше од 90-тите години до сега, кога немаше интернет и кога не се правеа промоции, сега може секој да ги види, достапни му се на секого, меѓутоа малку квалитетот на музиката е поразличен. И премногу звучни имиња настапувале, значи тоа Макфест бил многу голем залак во времето на Југославија, сепак звучни имиња како Кемал Монтено има настапувано, кој да ти каже Ивана. И интересен факт за таа песна, токму тоа, тие генерации кога била испеана таа песна на Макфест, па можеби пола од девојчињата кои биле родени во Штип се крстени Иване. Токму ради песната. Поради песната, да. Со што се представивте таму? Кој работеше на песната, музика, текст? Се представивме со нашата втора авторска песна, таа е Луда мала. Интересна песна, штосна за слушање. Авторско дело мој и на Марија Докузова, заедно како бенд го склопивме крајниот звук. Може да се напомене на таа песна дека ни беше гостини познатиот виртуоз на гитара, нашиот охригјанец Дамјан Пичиновски. Да, и тој ни ги отснима студиските гитари и даде сосема друга димензија на таа песна. Добро поминавме. Така, добивте награда за сценски настап. Да, имавме специфичен настап, да, повеќе обрнавме внимание на сценскиот настап. Тоа ни беше битно. Песната како песна е многу жива песна. Би било драго секој кој може да слушне, може да ја најде на нашиот YouTube канал Луда мала, само тони две жени. Таа е многу штосна песна, многу брза и си бараше ние баравме, да, енергичен, но сепак и ние баравме бидејќи во Македонија сите се ограничија дека доколку настапат на некој фестивал мора да се дрво, не мора. Значи може да има секогаш се статични сите кои настапуваат, ќе земат еден учесник или два, можеби од театар или од некоја танцова група, тие ќе си играат во позадина, пејачот ќе си испее. За да бидеш пејач не е само да пееш, мораш да имаш сценски настап, да се грижиш, да имаш харизма, на стилот да се обрне на се, треба да се обрне внимание. Па тие што се поголеми звезди не се толку добри пејачи, ама имаат нешто... Има нешто друго. Да. Предпоставам многу квалитет. Да. И во друго време. Тоа што го кажат, тоа што го кажат и работат и на други пропратни моменти кои што ја следат музиката. Да, но еви од светски рамки доколку ја земе Бионсе, например, таа спрема и по 12 часа на ден спрема танц за една песна. Значи доколку треба да промовира новата песна, работи со професионалци 12 сати на ден. Тоа ти е исто како годишна работа. За да имаш добар проект и добар продукт, значи мораш да вложиш време. Така. И професионализам. Она што не го кажавме, а на самиот почеток од нашиот разговор го начнавме, она тоа музикалност и она свирење на голем број на инструменти, и она што е интересно, што верувам дека малкумина знаат,
Си настапувал надвор од држава баш како стрит перформер, како уличен баш изведувач. Да, Крсте, пред се за мојот пристап спрема инструментите, спрема свирењето, настапував како Колку ја сакаш, ова покажува најмногу колку ја сакаш музиката. Да, значи покрај тоа што свирев одредени инструменти пред 7 или 8 години за прв пат пробав и да ги скомбинирам тие инструменти да ги свирам истовремено. Значи да бидат свирени со раце, со нодзе, со уста, истовремено и успеав. Не, пошто прашањето ми е, знаеш, во насока, ја завршив музичка академија, па сега на улица ќе настапувам. Во некој случај, јас верувам во тој уличен дух. Пред се, мојот начин на свирење на тие инструменти како one man band, еден човек цел бенд, е еден пристап како шоу бенд. Значи тоа е за гледање, не е само за слушање. Штосно е, атрактивно да го гледаш. Сепак тоа потекнува се што е атрактивно. Порано знаеш, не постоело театар, театарот било самата улица, значи се треба да се покаже на улица. И искрено на што ќе се навратам, после години свирење на разни концерти, фестивали, свирки, многу настапи каде што свиреш некогаш пред 50, пред 500 публика, пред 5000 публика, сваќаш дека тоа и не е таа вистинска публика. Вистинската е кога би свирал на улица и доколку те слушаат само 10 луѓе, верува ако тие 10 застанале за тебе, значи тоа е вистинска публика која ужива во тоа што го правиш. Така, пред неколку години бевте иницијатори на еден многу убав проект и го реализиравте. Кажаа девојките малку, некаде околу 3000 километри плюс минус направивте, музика на пат, ги поминавте сите градови, по една песна карактеристична за тој град. Како дојдовте на идеја? Чисто онака ја промовираме македонска музика или публикава малку да ја натераме да се потсети? И самата срж на нашиот бенд е тоа, значи самата основа е да промовираме, да пропагираме и да создаваме, негуваме македонска музика. И таа беше поврзаноста со тоа пропагирање на таа музика која ја спомна претходно со девојките од 90-тите, па имаме и некои понови песни, но сепак да, постарите факт дека имаме поквалитетна постара музика. Одлучивме на еден малку покомплициран проект. Во моментот не го доживувавме како комплициран и затоа се нафативме, предпоставувам. Колку траеше? 3000 километри, колку дена? 3000 километри, мислам дека ги работевме во 2 месеци, тоа беше на сред лето. После бевте набана, сите тројца? Бевме... После тие 2 месеци, 3 месеци, значи, чисто лака. После тие 2 месеци јас бев алергичен на пад, значи не можеш поќе да патуваш, бидејќи сепак кој ти одеше на програмите. Да, за жал и си ја знаеме Македонија каква инфраструктура имаме, какви патишта, тоа е, да, за жал и моравме ги пропатуваме сите тие патишта насекаде, значи до Делчево, до Каменица, до Гевгелија, до Гостивар, до Валандово, до Струга, до секаде. И што ти остана во сеќавање најмногу, најголем впечаток? Кој настап од тие 2 месеци? Кој ти беше супер она изненадување? Имам едно лошо сеќавање. Ајде лошо нека биде. Лошо, сега се смееме на тоа, но во моментот беше страшно. Сами се снимавме, бидејќи беше комплициран проектот, изнајмивме само шофер кој не возеше ни цела Македонија. Имаме професионален апарат, сталка и сами монтиравме, баравме кадри. Самиот проект Музика на пат ни беше да промовираме Македонија, убавите места, доколку некој би дошол, или еве, например, ти доколку сакаш да прошеташ во Делчево или Крушево или Македонски Брод, да ти дадеме за идеја каде би можел да појдеш. Секогаш баравме некоја добра позадина. Така. И лошото беше што стигнавме пробишти, снимавме уште во 3-4 града и немавме веќе место на нашата мемориска картица на апаратот и моравме да се ослободиме од видео од претходниот ден, од претходните снимања. И како што ги бришев тие, почнав да бришем и од новите, од дента, а ги немавме. Тоа значи дека требаше да се вртиме назад, да се свртиме и да поминиме стотици километри назад за да преснимаме пак градови. Тоа беше таа нервоза во моментот, но сега не е смешно. Значи, поминавме многу тешкоти, имаме проблеми, полиција не застанувала каде одите, што правите, на јавни површини застанувавме, но сепак мислам дека вредеше за самиот тој проект. Тоа беа 35 видеа, 35 македонски
поп песни, рок евергрини, во 35 градови, значи и 35 прекрасни места покажани во нашите видеа. Така. Тони, што е она што ве очекува летово? Како и секој лето претпоставувам многу ангажмани, повторно свирење, но сепак ќе има мала промена во тоа што овај пат овој период ни е фокусиран на повеќе работење на авторска музика, значи повеќе планираме да бидеме и затворени во студио, каде што Имате ли некаде каде што имате стален ангажман, некој локал? Сме имале одредени места каде што сме настапували со години, но воглавно моментално не нудиме ексклузивитет. Так. Настапуваме каде што има потреба локалот да не видат, каде што сака да не слушне, значи така. И каде што сака нормално да биде промовирана таа македонска музика, бидејќи свириме македонска музика. Тоа е најважно. Не ги прашав девојките, ова го прашање го оставив за тебе. Убаво е, ја промовирате македонската музика, меѓутоа претпоставувам дека ви дошло на памет, ви текнало некој настап натаму. Да. Значи во Македонија настапувам и промовираме македонска музика, но не можам да ги изоставам и неколку настапи кои сме ги имале надвор. Значи сме настапувале на Балкански младежки фестивал во Бугарија, во град Сандански, мислам дека беше, каде што бевме многу добро прифатени како специјални гости на тој концерт, но и таму промовиравме македонска музика. Така. Беше точно иако е Бугарија. Сме настапувале во Србија на некој кастинг шоу, исто така бевме Бугарија и пред 2-3 месеци на кастинг шоу, но тие се кастинг шоуа за перформанс за надвор од Балкан, значи за европски пласман, за прекоокеански пласман, каде што се бара да свириш таа world music, значи светска музика, различни хитови, евергрини, странска музика, се бара англиска музика, за такви потреби да. Но во нашите локали во Македонија настапуваме со македонска музика. Тетрадка имате? Тетрадка... Песнарка, како се викаше? Да. Имаме Марија, значи едната од девојке, таа е ангажирана како секретарка на вино, таа се мора да запише, што и да се каже, таа зема и пиши. Се е запишано. Значи, сите песни кои се спремани, имаме голем репертуар, значи од секаква музика, но тоа е тоа. Пак застанувам на тоа дека во Македонија не деградирам никаква друга музика, ниту од соседи, ниту од некој, ниту англиска. Јас сум растен, како и самиот што знаеш, и со многу англиска музика, со музика од ексју просторите, не можам јас никогаш да не ги повеќе музика слушаш, толку повеќе можеш да препознаеш што чини, што не чини. Така, јас сум растен со Бајага, со Риблја чорба, со Дорс, со Лед Цепелин, но моментално тоа е тоа. Сме застанале зад таа слика дека сакаме да бидеме пропагатори и негувачи на таа македонска популарна музика и ќе продолжиме да го правиме тоа. Така, и за самиот крај од разговоров кажа дека малку повеќе ќе се затворите во студио овој период и ќе работите. Марија кажа дека песните материјал имате. Материјал сега полека да се работи, да се доработи, да се преработи, да се осмисли сето тоа. Претпоставува. Би го искористил ова како и да кажам една реченица токму и до другите музичари, до идни музичари, тоа тезгарење, тоа свирење, сето тоа поминува. Значи битно е да оставиш некој белек. Се забораваш, знаеш, ќе почнеш да работиш, свириш, земаш пари, добро ти е, ја уживаш таа актуелност, на секаде те има, се е тоа топ, но сето тоа завршува, значи мораш да се фокусираш, да го извадиш од себе тоа музичкото парче од тебе, значи мораш да го ставиш на плоча, на да го поедноставиме муавето, се тоа што го правиш да има смисла. Мора да се работи, тоа што го кажуваш, кажи го, мораш да го снимаш. Мора да се работи. Се тоа што го работиш, тие сите километри поминати, сите тие ноќи непреспани, се тоа што си работил со години сам, со колегите, се тоа да има смисла, да добие смисла некако на крајот. Токму така, да. Мора, би напоменал, би ми било желба до сите македонски музичари, значи доколку работат, да создаваат се уште подобра македонска музика, само тоа е начинот. Ние како музичари не можеме да се бориме со политика. Јас како музичар не можам да се бавам со економија, можам да се бавам да спасувам на моето поле. Можам да создам македонска музика. На тој начин можеме да се бориме.
Тони, навистина ми беше задоволство што ми беше гостин, што ми бевте сите тројца, впрочем, гости во Јокламата, успех на приватен, успех на професионален план и ќе се видиме во некоја наредна. Ти благодарам на поканата, поздрав до сите охриѓани, секој добро. Вам, почитувани гледачи, благодарам за вниманието, имајте убаво празнично попладне и се гледаме во наредна прилика сигурно. Да малва, јас да ја пресретнам, 2-3 збора,увај да ја шепнам. Да ти кажам мала дека убава си ти, Лажеш. ако лажам устата да ми се исуши. Сите ти велат, грабни ме и бегај ти. Кај да те носам? Не даваат од дома ми. За тебе сакам некој боган, некој градски тип, а јас су селско дете. Војно без дукати, а јас сакам само тебе. Мене? Да те имам, дали ки си богат или го преземиш ти имам. Ами јас сакам само тебе. Мене? Да те имам, ме сакаш кјори, сакат проле, лето, есен, зима. Ајде мала, спремај се да бегаме. Нема смисла веќе да се стегаме. Ајде мала, спремај се да бегаме. Нема смисла веќе да се стегаме. Ајде мала, спремај се да бегаме. Нема смисла веќе да се стегаме. Ајде мала, спремај се да бегаме. Нема смисла веќе да се стегаме. Ах, бре, малвам, бегавме, што бегавме. Ден е ној, ки со типо не се стегавме. Да, а јас да платам немам пари, па ми рекоја. Да ни платиш, пуста да ни вратиш. Скапе, знај ме, ама што да правиме? Најдовте магаре, па ајде да самарите. Нема, Неќам фустан. нема што да ќарите. Ајде сакам само тебе. Да те имам, дали ки си богат или го преземиш ти имам. Ами јас сакам само тебе. Мене? Да те имам, ме сакаш кјори, сакат пролелето, есен, зима. Ајде мала, спремај се да бегаме. Нема смисла веќе да се стегаме. Ајде мала, спремај се да бегаме. Нема смисла веќе да се стегаме. Ајде мала, спремај се да бегаме. Нема смисла веќе да се стегаме. Ајде мала, спремај се да бегаме. Нема смисла веќе да се стегаме. Ајде мала. Аби нема смисла. Ама ајде видија, ајде. Нема смисла веќе да се стегам. Ајде мала, спремај се да бегаме. Нема смисла веќе да се стегаме. Ајде мала. Ајде мала, спремај се да бегаме. Нема смисла веќе да се стегаме. Аха, премала, избегавме. Люби ме страшно да знаеш што немаме. Благодариме ти. Почесна Владче, Крстев. Ефтин Грски.